Издавачката куќа Метаноја со особена чест и задоволство и радост ве поканува на промоција на книгата Мирисливите бои на душата од Катица Трајковска Абјанич, настан во знак на сеќавање на авторката. Токму по повод оваа промоција, мои денешни гости, на мое задоволство, секако верувам на задоволство на нашите гледачи, се Ена Абјанич, ќерка на нашата прекрасна Катица Трајковска Абјанич, и Нада Милкова, пријател и секако издавач. Вие заедно работивте на подготовката на оваа книга и затоа денес убава можност да проговориме и за Катица, но и за сето тоа што го содржи оваа книга и колку емоции, колку чувства се вложени во создавањето на оваа навистина прекрасно уметничко дело. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро на вас. Навистина ни е голема привилегија што сме тука да зборуваме за ова дело и за навистина прекрасна Катица Трајковска Абјанич, која поред тоа што беше одличен новинар, еве и поскупно откриваме колку добар писател била таа. Да, јас морам да кажам дека Катица Трајковска Абјанич е личност која што остави траен белег во македонската култура. Таа беше позната телевизијска новинарка, уредничка и авторка од областа на културата и најголем дел од својот работен веќе го посвети на редакцијата на култура и уметност во македонската радиотелевизија. Ке потврдиме дека тоа беше така, личност која што остави навистина драги спомени кај сите колеги кои што работеа со неа, но и кај многу пријатели кои што еве имаа можност и токму преку оваа книга да ги изразат своите чувства и своите видувања за Катица. Токму така, значи покрај тоа што таа целиот свој работен век го посвети на македонската телевизија, оваа книга е белег на нејзината последна година од животот, кога таа се бореше со неизлечивата болест. И на некој начин сакаше да го пронајде доброто околу себе, сакаше да ја пронајде љубовта, да ја согледа и покрај тоа што страданието беше присутно. И токму тогаш на патувањето во манастирот Зрза Свето Преображение в 2017 година, таа доживеа едно така духовна преобразба и започна да пишува раскази. Кои се раскази кои што се посветени на луѓе кои што ја оставиле траен белег на нејзината животна одсечка. Еден од тие раскази е посветен на нашите драги пријатели Нада Милкова и Коста Милкови, кои што исто така во едно интересно патување кое што таа го опишува во расказот, кое што е повторно поврзано со болеста, таа повторно пронаоѓа една убавина во душите на низините пријатели. И вториот исто така многу значаен расказ е посветен на манастирот Зрза и на отец Климент. Издавачката куќа Метаноја е привилегирана со ова издание, нели? Затоа што токму вие на Катица и дадовте многу во последните години на нејзиниот живот, огромна поддршка во целокупното нејзино живење и нејзиното видување за животните радости и можеби помалку убави нешто. Токму така, Катица беше моја многу драга пријателка и таа беше секојдневно во нашето литературно кафе Метаноја во центарот на градот и таму заедно споделувавме многу убави нешта и многу мовети правевме за средбите. И на некој начин еве и оваа книга излезе да биде токму за тие значајни средби. И можам да кажам дека некој зачеток на идејата за оваа книга се роди токму во серија на наши разговори, споделувајќи ја таа визија за односи со други луѓе, колку се тие значајни, затоа што сите сме на некој начин слика Божја. Тука ја споделувавме и верата заедничка и така ги третиравме луѓето околу нас и тоа беше наша појдовна точка на љубовта и така се вика и мојот текст тука што го посветувам на неа во самиот вовед. И можам да кажам дека самата книга за средбите е нешто што на Катица, додека таа се бореше со болеста, јас во еден момент ја ставив на издавачкиот список и ја потикнував дека секој ден како што таа се бори со болеста, ја потикнував да продолжи да ги пишува овие нешта и да се фокусира на убавината, на љубовта, на надежта и токму тоа го правеше.
и така што наше пријателство се претвори во една заедничка борба. И јас сум навистина привилегирана што еве ова и го посветуваме на неа. Тоа е од неа за нас, меѓутоа и од нас за неа, како еден огромен дар на љубовта и верата дека овие зборови на Катица и на сите луѓе тука што пишуваат за неа, навистина ќе останат како траен белег на еден прекрасен живот. Јас ќе ги поканам гледачите, режијата може да ги испише телефонските броеви на кои што тие можат да се јавуваат, да двајца гледачи кои што ќе се јават во режијата на телефонските броеви ќе имаат можност да добијат по еден примерок од ова прекрасна книга Мирисливите бои на душата. Јавете се, оставете ги вашите податоци и секако ќе дојдете во Македонската радиотелевизија да си го подигнете подарокот. Оваа книга всушност ќе биде сведоштво за сите оние кои што се борат со некаков вид на болка и секако еден поттик за потрага по светулките во ноќта, како и поглед кон луѓето и ситуациите во нашите животи за кои што треба да бидеме благодарни. Да, токму тоа е целта оваа книга да биде сведоштво за сите тие луѓе кои што минуваат низ некаква темнина во нивните животи и да знаат да бидат благодарни и покрај тоа што им се случува, благодарни за целата добрина околу нив. Би сакала да истакнам дека таа требаше да напише едно 20 на куси раскази, но за жал не успеа. Затоа имаме само 7 раскази, но таа продолжуваше, не можеше да ги пишува расказите, но затоа црташе цртежи на имења на луѓе кои што и помагаа. Така што на тој начин исто така им благодареше и дел од самата корица, од самата насловна страница е дел од незините цртежи и нормално од незиниот ракопис. Ќе ве прашам и двете, меѓутоа една посебно, колку ти недостасува, Катица? Не може тоа да се опише со зборови, секојдневна празнината која што ја чувствувам, но морам да кажам дека самиот проект што го правиме со Нада ми помогна полесно да го поминам целиот тој период на преболување и на некој начин да ја чувствувам присутна постојано со мене, па и преку оваа книга и преку тоа што луѓето го кажуваат за неа, што навистина многу ми значи да слушна човек дека неговиот родител оставил некаков белег во животите на другите луѓе. Така. Имате обврска да го продолжите тоа што Катица не успеала докрај да го представи и да го каже. Знам колку се силни емоциите и колку е потребно да се даде дел од себе за да се сето ова склопи вака во една прекрасно уметничко дело како што е книгата Мирисливите бои на душата. Меѓутоа убаво е да споменеме дека промоцијата се одржува денеска, 30 октомври, на малата сцена во Македонскиот народен театар, а почетокот е во 19 часот. Да, би покануваме сите гледачи да ни се придружат на ова навистина, верувам што ќе биде посебна промоција. Скоро сите од луѓето што дадоа придонес во оваа книга ќе зборуваат, а тоа се Коста Милков, Отец Климент, Дон Давор, Искра Гешовска, Емилија Джипунова, И Андреј Јованчевски. Исто така јас и Ена ќе го отвориме настанот, ќе имаме и неколку музички илустрации и едно кратко видео сработено исто во чест на Катица. Така што ги покануваме сите да ни се придружат и да навистина го прославиме на некој начин и животот на Катица, меѓутоа исто така и убавината на животот и дека ни секоја ситуација во животот може да извлечеме нешто убаво и да се фокусираме на таа убавина и ние токму тоа го правиме. И во најболните моменти од нашиот живот ја наоѓаме светлата точка кога знаеме дека имаме луѓе, драги, блиски пријатели кои што се секогаш тука за нас во моментот, но и после нас да ја продолжат нашата мисија. Ви благодарам многу за вашето гостување. Благодариме и ние. Почитувани, одиме со уште еден преглед на утринските вести во ова издание на Македонија наутро, а веднаш потоа се враќаме со најавените содржини и нови разговори во студиото. Останете со нас.